На предлог на гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, собранието ги избра Ана Митреска и Игор Величковски за вице-гувернери на Народната банка, кои ќе извршуваат функцијата во наредните 7 години. Изборот на новите вице-гувернери обезбедува континуитет и стабилност во водењето на монетарната политика и поддршката на економскиот развој на земјата. Игор Величковски е признат професионалец во областа на платните системи и финансиските пазари. Тој е доктор по монетарна економија од Универзитет во Велика Британија. Има повеќе од 30 години искуство во Народната банка. Пред именувањето за вице-гувернер, Величковски ја извршуваше функцијата директор на секторот за операции на финансиските пазари и платни системи, каде активно учествуваше во реформи на платната инфраструктура и модернизација на системите, вклучувајќи го и приклучувањето на земјата кон Европската област за плаќања во евра во 2025-та. Ана Митреска пак е реизбрана за втор мандат како вице-гувернер со над 25 години искуство во централно банкарското работење и значаен придонес во макроекономските анализи, среднорочните проекции и истражувачките активности на Народната банка. Таа е магистар по монетарна економија и активно соработува со меѓународните финансиски институции и кредитните агенции. Со изборот на Митреска и Величковски, Народната банка, велат оттаму, ја обезбедува непрекинатоста во спроведувањето на стабилна и кредибилна монетарна политика, одржување на ценовна стабилност и поддршка на економскиот раст, како и довербата на инвеститорите и граѓаните во финансискиот систем на земјава. Во текот на изминатото деноноќе на целата територија на државата, полициски службеници лиши од слобода 18 возачи за безобзирно управување возило, по 4 на подрачјата на СВР Скопје и СВР Тетово, по 2 на подрачјата на СВР Куманово, СВР Велес, Охрид и Битола, и по 1 во Штип и Струмица, информира денеска од МВР. Оттаму посочија дека 4 лица биле лишени од слобода во Скопје, 3 во Титово и 1 малолетник затоа што возеле без возачка дозвола, додека едно лице во Гостивар затоа што возел патничко возило без дозвола и учествувал во сообраќајна незгода. Тројца возачи во Куманово управувале возило под дејство на алкохол, од кој еден не поседувал и возачка дозвола. Едно лице во Кавадарци управувало возило и покрај тоа што имало активна забрана, додека едно лице во Неготино не поседувало возачка дозвола и прикажало странска фалсификувачка дозвола. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави, додаваат од Министерството за внатрешни работи. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување, додаваат од МВР. Бродовите блокирани во Ормузскиот теснец ќе му овозможат на Иран приход од повеќе од $360 милиони, благодарение на преминот на бродови со нафта и нафтени деривати, објави иранската агенција Тасним. Според високата аналитичарка на компанијата Кеплер, моментално 172 милиони барели сурова нафта и нафтени деривати се наоѓаат на 182 бродови во Персискиот залив и чекаат дозвола за премин низ Ормузскиот теснец. Со такса од $2 милиони по брод, Иран ќе оствари вкупен приход од $364 милиони за овој период. Министерот за надворешни работи на Иран Абас Аракчи истакна дека транзитот ќе се спроведува во координација со иранските вооружени сили, со цел да се обезбеди безбеден премин. За време на 2 недели безбеден премин низ Ормузскиот теснец ќе биде возможен преку координација со иранските вооружени сили, земајќи ги предвид техничките ограничувања, прецизира Аракчи. Овој развор е дел од клучните точки на двонеделното примирие меѓу Иран и Соединетите Американски држави, бидејќи овозможува бродовите да минуваат низ теснецот без ризик од судир, додека Иран истовремено остварува економска добивка од транзитот. Најмалку 10 лица се убиени, стотици други се ранети во денешните израелски напади врз Либан, како што пренесуваат медиумите, додека спасувачите се мачеле да стигнат до жртвите по израелскиот напад врз крајбрежниот град Сидон. Министерот за здравство изјави дека има стотици ранети и убиени по денешните напади. Израелската војска утрово го изврши својот најинтензивен бран воздушни напади врз Јужен Либан, погодувајќи 100 цели во рок од 10 минути, соопштија израелските одбранбени сили.
Според нив, целите на нападите во Бејрут, долината Бека и Јужен Либан вклучувале командни центри на Хезболах и друга војна инфраструктура, објави Times of Israel. Израелската војска соопшти дека меѓу целите биле штабовите и канцелариите на разузнавањето што ги користел Хезболах за планирање напади врз персоналот и израелските цивили, инфраструктурата на ракетните и поморските единици на Хезболах, како и капацитетите на елитната единица Радван и воздухопловните сили на организацијата. Следува период на променливо облачно и претежно стабилно време, прогнозираното од управата за хидрометролошки работи. Денеска и утре ќе дува умерен до засилен наместа дожд по Вардаријето и во источните делови, повремено силен северен ветер. Од утре до недела, утринските температури наместа ќе се спуштаат под 0 степени. Ќе има појава на утрински мразеви. До петок ќе дува северен, а од сабота попладне ветрот ќе го смени правецот во југоисточен, велат од управата за хидрометролошки работи.